Камерата ве пренесува во оние мајски денови на 1980 година. Вака беше насекаде, низ целата татковина. Длабока тага и болка, а знамињата свенато молчат на половина копје. Тој 4. мај 1980 година си замина Тито, водачот што знаеше низ револуција од пепел и крв да создаде среќна татковина на збратимени народи и народности. Југославија плачеше, а светот замолкна и знаеше дека загуби голем човек, борец за мир и правда. Додека пак историјата со датумите како да сакаше да се преповтори, зашто на 4. мај 1903 година и Македонија го загуби својот основоположник и идеолог Гоце Делчев, кој не го доживеа вековниот сон на македонците, за подоцна под знамето на Тито и партијата, за прв пат во својата мачна историја да го добие она за кое со векови мечтаеше. За оној 4. мајски ден, кога цутат цвекињата, поетот ќе испее стихови, а девојчето Севил ќе се наврати на тој тажен настан со нежен, растреперен глас и со верба дека оние што оставиле големо дело не умираат, како водачот Тито, чие дело никогаш не умира. Нашата гордост. Бевме тажни и роневме солзи, река солзи сред мајското жито. Тагуваме и ние и светот, си замина саканиот Тито. Тагуваме, но бевме и горди. Кај посеа, посевот се вивна, се разбрани како нива житна. Кај насади, насадот се крена и разлиста како пролет китна. Кај прозборе зборот беше семе, и изрти в срце ни се гнезди. Од семето за секое време распрска во недоглед звезди. Кај помина го прегрна светот, за понуда го понуди мирот. Кај погледа го нацрта летот, за птиците да кружат во широт. Бевме тажни и роневме солзи, река солзи сред корито речно. Но и горди, саканиот Тито си остана да живее вечно. Се шири на сте стране, sad slobodno po zemlju idemo, a u velike pamtit ćemo dane. Druženi ploviti se budemo, druženi ploviti se budemo, druženi ploviti se budemo, druženi ploviti se Praznik slazi na ulice naše, pod
to blacie, da letamo smelo. Naše pjesme svi neka se paše. Таму каде што вревата не стивнува, во секое училиште, низ целава земја, постои само еден завет. Другар Тито, ние ти се колнеме. Така беше и во основното училиште Григор Прличев во Скопје, каде што секој ден, секој празник, неговото име со љубов се изговара. Зашто на децата тој им подари среќно детство со игри и забава, со песна и радост, а пионерите посебно ги сакаше. Токму затоа и тие знаат да му се одложат, знаејќи дека само неговиот пат води кон среќна иднина. Впрочем, тоа и толку пати го докажале. А името Тито живее во сите нивни игри, се шепоти на сечи усни, се разлева низ песна од милиони грла, нежно затреперува низ жиците од мандолините низ најтопли звуци. Зашто таква љубов тој заслужуваше. Неговото име е символ на детството и младоста. Символ на иднината што треба да биде среќна и распеана. Веќе сме на час по македонски јазик во 4 А одделение. Може би писмената вежба се уште не е завршена, но ние ќе се обидеме преку почетните реченици да дзирнеме во љубовта наречена Тито. Еве да дзирнеме во писмените вежби, да чуеме што учениците напишале. Тито најсекан човек. Тито го нема меѓу нас, но неговиот жив збор е во нас. Неговата крв струи низ стотици илјади југословени. Таму каде што Тито застана, да продолжиме ние. Еве да ја чуеме и втората писмена вежба. Човек што не излече од мракот и оковите, човек што ни ја подари слободата и внесе сончев здрак. Тоа беше Тито. Да чуеме што напише и ти. Сите ја оплакуваме смртта на другарот Тито, велејќи дека падна едно джиновско стебло, но неговите корени се длабоко врежани во нашите срца. Младите уметници преку секциите по ликовно воспитување и ото, како да сакаат во ликот на другарот Тито да го вградат целото свое умење и чиста љубов, се разбира онолку колку што е нивната моќ и возраст. А од нивната работа ќе се роди некоја изложба каде што сите ќе подзастануваат за да се вгледаат во ликот на водачот, оној што беше и остана легенда уште за време на својот живот. Маршалот што стана најсветол пример на сите генерации што ќе доаѓаат, за да го продолжат делото што нам ни го остави. А на неговото дело ние има на што да се гордееме.
Стиховите ќе бидат прекрасни само ако потечат од душата. А во секоја тетрадка на младите поети живеат и песните за Тито. Чисти и искрени, онака како што може да ги доживее младото поетско срце, кое преку литературните дружини сонува да стане познато поетско име. Да чуеме какви тајни се кријат во тетрадките на членовите од литературната дружина. Кој ќе ни ја прочита песната? Се викам Јакимовска Маја, ученичка сум во 6-то одделение. Ќе ви се представам со мојата лична творба Песна за Тито. Во оваа земја живее човек и другар и водач, Јосип Броз Тито. И сите слободата што ја љубат, него го љубат. И сите за правда што се борат, него го знаат. Во оваа земја живее човек и насмевот. Од лицето не му слегува, зашто тој напред гледа. И сите на среќата што и се радуваат, него го знаат. За него пее и пастир в планина, и поет без имен. Тој е наш другар, а другарот е се, и борец, и победник, и градител, и војник. Втората лична творба се вика Ужичка 15. Ќе ни ја прочита? Јас сум Стоменова Елизабета, ученичка во 7 Б при основното училиште Григор Прличев. Ужичка 15. Чекорам, секаде тивко и мирно, околу тебе цвеќе, градина на мирот. Чекорам, на твојот дом птицата лета, околу тебе цвеќето цвета. Јас поминувам, но ти молчиш, а јас те молам. Викни, другар Тито, викни да го чујам твојот глас, а ти молчиш. И во тој момент во моето око блеснува солза. Свети, свети таа солза како факел, свети како звездата на мирот. Јас те молам, но ти не ми одговараш. Молчиш. Не, тоа не е точно. Твојот глас се слуша секаде. Во град, дом, село, се слуша во секој утро бело. А надвор се вее златното жито. И јас викнувам, за се ти благодарам, другар Тито. Поминаа генерации, пораснаа оние што некогаш беа пионери, се разлетаа низ различни професии и занимања за да ја продолжат изградбата на татковината, за да го исполнат нејзиниот завет. Оние што некогаш биле деца, а имаа среќа да се сретнат со другарот Тито, сега се лекари, инженери, професори. Еден од нив е и инженер Бранко Ацески. Колку години поминаа Бранко од средбата со другарот Тито? Па, ова година навршија точно 25 години од таа за мене радосна средба. И како се сеќавате на таа средба, како ја доживеавте тогаш пред 25 години? Па, за мене тоа стварно беше пријатна должност и една голема чест да во мое име и во името на пионерската организација на Македонија и на моето училиште го честитам роден денот. И како протече таа средба? Можете ли да се сетите на некои поетиности? Па познато е дека другарот Тито е добар домаќин, не само на државниците кои што доаѓале кај негово тие посети на државни раководители, исто така добар домаќин на сите работници, младинци, пионери кои доаѓале да му го честитаат роденденот или на некој друг начин имале средба со него. Секако возбудата беше доста голема тогаш на средбата. Па ние бевме деца од 7, 8 до 13-14 години и секој реагираше на различен начин. Од силна возбуда некој од нас при предавањето на подарокот на другарот Тито дури и заплакал. А денеска кое е вашето работно место и многу деца сакаат да бидат инженери, што ќе им кажеме за вашата работа? Па еве денес работам во
работната организација Гранит од Скопје во ОЗТ Гранит проект. Ние проектираме објекти од високо и ниско градба, како на пример патишта, мостови, објекти за станување, стамбени згради и други објекти од високо градбата. Тогаш на 4 февруари 1872 година во Кукуш во семејството на Султана и Никола Делчеви, кога се роди машко дете, никој и не сонуваше дека тој ќе стане легенда на еден поробен народ, македонскиот. Ќе се обиде да го ослободи. И на 4 мај 1903 година во Баница, млад ќе загине во борбата со турскиот аскер. Но легендата за Гоце ќе остане меѓу народот да се пее и да се прераскажува. Уште како дете, Гоце научи да го мрази робството и да не ја наведнува главата пред поробувачот. Во караниците тој ги тепаше и ги победуваше разгалените деца на беговите во родниот Кукуш. Но сепак во човекот секогаш гледаше човек. Подоцна во Солунската гимназија, кога сите ученици викаа горе султанот, само Гоце имаше храброст и срце да викне долу. Беше бунтовник. Сакаше Македонија да биде слободна и широка. Но и знаеше дека победата може да се извојува само со внатрешно востание, а никој однадвор не може да ја ослободи, зашто таа од памтивек била разграбувана и мачена од туѓинци. Токму затоа во Солунската гимназија тој посака да го продолжи школувањето во военото училиште во Софија, за да се здобие со потребно знаење, за да стане водач на востание, да ја ослободи Македонија. Но и оттаму беше исклучен со клевета дека шири социјалистички идеи, па така замина низ Македонија да биде учител и нејзин револуционер. Пат исполнет само со борба и неизвестност. Насекаде каде што ќе пристигнеше Гоце Делчев, народот го сакаше. А тој стигнуваше секаде низ Македонија да наврати. Го сакаа и неговите соборци Јане, Ѓорче, Даме, Питу Гули, Никола Карев, Пере Тошев. Сите оние што ја сакаа Македонија и нејзината слобода. Сите оние што ги вградија животите во нејзиното ослободување. Го почитуваа и непријателите, зашто не можеа да го сопрат. А Гоце знаеше дека турците се непријатели, но врховистите и Бугарија во никој случај не може да бидат ослободители на Македонија. Тој беше слободолюбив, премногу правичен и светот го разбираше само како поле за културен надпревар меѓу народите.
Еве е и црквата Свети Спас под Калетово Скопје. Овде е гробот на револуционерот и идеолог на македонското ослободително движење. А овој гроб Македонија го почитува, зашто е дел од незината мачна историја, расфрлена некаде низ вековите. Малечко парче земја со векови грабано и поробувано, но никогаш победено. Гоце беше и остана јунак, доследен на идејата од организацијата и вековниот сон на Македонија. Ако се застане над неговиот гроб, некој скриен глас самиот ќе почне да ја раскажува легендата за него, толку пати прераскажувана, но секогаш нова и возбудлива. Над гробот од јунакот ќе навраќаат ученици за да му оддадат почит, за да навратат низ прераскажувањата кон изминатите 80 години од неговата смрт и Илинденското востание. А Гоце за најмладите велеше: кај децата ги нема слабостите и пороците на возрастните, и во љубовта и во омразата тие се непосредни, посилни и почисти од нас. Тие ја разбираат по инстинкт нашата борба и никој како нив не ги презира народните непријатели. Додека пак на своите ученици, во тие тешки денови на робството, кога на Македонија не и требаа клевети и предавства, туку силни борци и верни синови, тој им велеше: деца, кој од вас не може да ја прескокне клупата на крајот на годината, нема да помине во погорно одделение. Кој не тепа кога го тепаат, убаво да знае дека и јас ќе го тепам. Кој ќе го пријави за нешто својот другар, јазикот ќе му го пресечам. Кога некој ќе изврши некое лошо, вие сами ќе го казните. За да го доловиме споменот за револуционерот, гости сме во домот на Бабалика Чопова Јурукова, внука на Гоце Делчев. А незините пријатели од основното училиште Никола Вапцаров во Скопје со наставничката Љубица Севдинска почесто ја посетуваат за да ја запрашаат за незиното здравје, нешто да им раскаже, зашто незините 88 години се долг живот што многу видел и пропатил. Бабалика, брати на Павлина, напишал песна за Гоце Делчев, па најпрво сака таа да ти ја изрецитира. Пишат децата, пишат. Македонско чедо, одамна беше, ама се памти, в Кукуша града, Гоце се роди.
Во време робско и тешко, тој тогаш се роди, со тирани клети, борба да води. Македонско чедо, беше тоа смело, со душата своја и своето тело. За нашата слобода многу тој ни даде и животот свој млад, Гоце си го даде. Македонско земјо, биди горда и смела и чувај ги вечно Гоцевите дела. Раскажувај, баба Лика, раскажувај. Колку голема е гордост да се биде внука на Гоце Делчев. Старечкиот глас на моменти затреперува. Таа сака да раскажува зашто незините сеќавања се толку јасни како вчера нешто да се случило. Таа со гордост испомнува дека кога се родила, незиниот војко Гоце застанал над лулката и рекол на сестра Сируша: "Си родила умно дете." Така и раскажувала незината мајка, а баба Лика тоа го запомнала, па сега го прераскажува. Таа сака многу да раскажува, но ние не сакаме да ја заморуваме, зашто само пред неколку дена се вратила од болница. Ние и посакуваме добро здравје, а таа ќе остане во својот дом, за да живее со ликот и споменот на незиниот војко, Гоце Делчев. А со тој лик се гордее историјата, се гордее Македонија.